Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги гледачи, поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарци. Ја започнуваме нашата дневна, би рекол, емисија, која се емитува во вторник и во четврток, со почеток во 9 часот, со наслов Извор на надеж. Еве не денеска повторно заедно, би сакал ова емисија да започнам со еден убав текст кој наоѓаме во Јован 14:27. Мир ви оставам, мој мир ви давам. Интересно, драги гледачи, мирот што Христос ни го нуди е поврзан со надежта. Тој не зависи од надворешните околности, туку од довербата во Бога. Дури кога светот е исполнет со немир, а токму овие денови, овие месеци, живееме во еден навистина страв, напнатост. Луѓето се оплашени од војната во Иран, Украина се уште со Русија. Значи, живееме навистина во еден немирен свет. Но овој мир што Христос ни го нуди е поврзан со надежта. Тој не зависи од надворешните околности, туку од довербата во Бога. Дури кога светот е исполнет со немир, срцето кој се надева на Христос може да остане мирно. Христос вели, мирот свој ви го оставам. Мир ви давам. Тоа го кажал Христос и на учениците после воскресението. Знаеме дека учениците били уплашени, сокриени во една соба, а Христос воскреснал, тие за тоа не знаеле, и тој одеднаш се појавува во собата. А претходно знаеме дека една од жените била на гробот и видела дека е празен и доаѓа да им соопшти вест дека гробот е празен, дека Христос воскреснал, а тие не верувале, уште повеќе били уплашени, мислејќи дека сега ќе дојдат римјаните, римската војска и кањев да ги затврат, бидејќи ќе ги прогласе дека тие го украле телото Христово, како што кажали самите стражари. А Исус се јавил, вели, мир свој ви го давам. Шалом на евриски. Нека тој шалом, тој мир биде и денеска во нашите срца, драги гледачи. Сите сме вознемирени, уплашени, гледајќи ги настанете во светот, како луѓе, но Бог, кој се знае, кој се гледа, вели, имајте мир во вашите срца. Својот мир ви го давам. Нека и во овој ден, кој е пред нас, Бог биде наш мир, наш извор и наша надеж. Да ја видиме сега рекламата, односно да ја видиме сега, да ја слушнеме молитвата Отче наш, а потоа ќе одеме за рекламата при крајот на оваа емисија. Да ја видиме сега, значи, молитвата и да ја слушнеме Отче наш. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Za
Исус го оправдува кинењето класие и исцелувањето на човек со сува рака во сабота. Проповед на гората. Глава 6. Во првата сабота, по вториот ден од Пасха, намисли да мине преку нивјата и учениците негови кинеа класие и трејки ги со раце јадеа. А некои од фарисеите им рекоа: "Зошто го правите тоа што не бива да се прави во сабота?" Исус им одговори и рече: Зар не сте читале што направи Давид, кога огладне сам тој и оние што беа со него? Како влезе во домот Божји, ги зеделе бовите од жртвеникот, што не требаше да ги јаде никој освен свештениците, па јадеше и им даде на оние што беа со него. И им рече: Синот човечки е господар и на саботата. Потоа пак и другата сабота влезе во синагогата и поучуваше, а таму имаше еден човек, кому од десната рака му беше исушена. Книжниците и фарисеите гледаа на него дали ќе го излекува во сабота за да го обвинат. Но он, знаејќи ги нивните помисли, му рече на човекот со исушената рака: Дигни се и застани насреде. И тој се дигна и застана. Тогаш им рече Исус: Ке ве запрашам, што е позволено да прави човек во сабота, добро или зло? Да спаси ли една душа или да ја погуби? А тие молчеа. Па откако ги изгледа сите, му рече на човекот: Протегни ја раката своја. Тој направи така, и раката му стана здрава како другата. А оние се разгневија многу и се советуваа помеѓу себе што да му направат на Исус. Тие денови се искачи на една гора за да се помоли и ја помина целата ноќ во молитва кон Бога. А кога настана ден, ги повика учениците своји и од нив избра 12 кои ги нарече и апостоли. Симона, кому што му даде и име Петар, и брата му Андреја, и Јакова и Јована, Филипа и Вартоломеја, Матеја и Тома, Јакова Алфеев и Симона, наречен Зилот, Јуда и Јаковов и Јуда Искариот, кој го предаде. Па како слезе заедно со нив, он се задржа на едно рамно место. Таму беа и мнозина негови ученици и многу луѓе од цела Јудеја и Ерусалим и од приморието Тирско и Сидонско, кои беа дошле да го чујат и да се исцелат од болестите свој, како и оние што страдаа од нечисти духови и се излекуваа. И сиот народ сакаше да се допре до него, зашто од него излегуваше сила и ги лекуваше сите. А он, како ги подигна очите кон учениците своји, им говореше: Блажени сте вие сиромашните, зашто ваше е царството Божјо. Блажени сте вие што сега гладувате, оти ќе се наситите. Блажени сте вие кои сега плачете, оти ќе се насмеете. Блажени ќе бидете кога ќе ве намрзат луѓето и ќе ве одделат и похулат и го исфрлат името ваше како лошо заради Синот човечки. Зарадувајте се во оној ден и развеселете се, оти голема е наградата ваша на небесата, зашто така постапуваа со пророците и нивните татковци. Но тешко вам, богати, зашто веќе сте ја примиле својата утеха. Тешко вам, преситени сега, оти ќе огладните. Тешко вам, што се смеете сега, зашто ќе зараидате и ќе заплачете. Тешко вам, кога ќе почнат сите луѓе да зборуваат добро за вас, зашто така им правеа на лажните пророци и нивните татковци. Но вам, што слушате, ви велам, љубете ги непријателите своји, правете им добро на оние што ве мразат. Благословувајте ги оние што ве навредуваат, на оној што ќе те удри по едниот образ, заврати му го и другиот, а на оној што сака да ти ја земе горната облека, подај му ја и кошулата. Секому кој ти бара, одај, а од оној што зема од тебе нешто, не сакај да ти врати. Па, како што сакате да постапуваат луѓето со вас, така постапувајте и вие со нив. И ако ги сакате оние што вас ве љубат, каква ви е наградата? Зашто и грешниците ги милуваат оние што ги сакаат нив. И ако им правите добро на оние што вам ви прават добро, каква ви е наградата? Оти и грешниците го прават тоа. И ако им давате заем на оние од кои се надевате дека ќе ви го вратат,
каква ви е наградата, зашто и грешниците им даваат заем на грешници, за да им се врати истото. Туку вие љубете ги непријателите ваши и чинете добро, и назаем давајте, не очекувајќи ништо. Така ќе биде голема наградата ваша и ќе бидете синови на Севишниот, зашто и он е добар кон неблагодарните и кон лошите. И така бидете милостиви како што е милостив вашиот Отец. Не судете и нема да бидете судени, и не осудувајте, за да не бидете осудени. Проштавајте и ќе ви биде простено. Давајте и ќе ви се даде. Мерка добра, набиена, натресена и преполнета ќе ви дадат в раце, оти со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери. И им кажа парабола. Може ли слепец да води? Не ќе паднат ли обајцата во јама? Нема ученик поголем од својот учител, но секој што ќе се усоврши ќе биде како и учителот негов. И зошто ја гледаш раската во окото на брата си, а гредата во своето око не ја забележуваш? Или како можеш да му кажеш на својот брат: позволи, брате, да ти ја извадам раската од окото твое, кога сам не ја гледаш гредата во своето око? Лицемере, извади ја најнапред гредата од своето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на брата си. Оти нема добро дрво што дава лош плод, ниту лошо дрво што дава добар плод. Секое пак дрво се познава според својот плод, бидејќи не се берат смокви од трње, ниту се бере грозје од капина. Добриот човек од доброто сокровиште на своето срце изнесува добро, а лошиот човек од лошото сокровиште на своето срце изнесува лошо, оти од преполнето срце зборува устата негова. И зошто ми велите: Господи, Господи, а не го извршувате она што ви го кажувам? Секој што иде при мене и ги слуша зборовите мои и ги исполнува, ќе ви кажам на кого прилега. Тој прилега на човек кој прави куќа, па ископа и продлабочи и постави темели на камен. А кога настана наводнение, реката напна на таа куќа и не можеше да ја помести, оти беше основана на камен. А оној што слуша и не исполнува, прилега на човек што направил куќа на земја без темели и кога напна реката, веднаш ја урна. Не се поштеди ни ми, многу пострада од љубов да не спасиш. Појде сам на Голгота, беше в гроб, но воскресна и во голем сјај се врати на својот престол. Не сакам да те славам, Боже мој, Ти ме спаси сега, јас сум Твој. Ти припаѓам Тебе цела вечност. Единствено Ти умре за мене, сега јас сум слободен. Ке Те возвеличувам и ќе Те славам. Од Твојот престол слезе Ти, не се поштеди ни ми, многу пострадам од љубов да не спасиш. Појде сам на Голгота, беше в гроб, но воскресна и во голем сјај се врати на својот престол. Не сакам да те славам, Боже мој, Ти ме спаси сега, јас сум Твој. Ти припаѓам
te slavam, Bože moj, Ti me spasi svega i ja sam Tvoj. Ti pripadam Tebe, cijelo večnost, jedinstveno Ti umre za mene, svega ja sam sloboden, gdje Te voзвeličuvam i gdje Te slavam. I zakon da Ti slavam, Bože moj, Ti me spasi svega, ja sam Tvoj. Ti pripadam Tebe, cijela večnost, jedinstveno Ti umre za mene, svega ja sam sloboden, gdje Te voзвeličuvam i gdje Te slavam. Важноста на пророштвото. Во многу живи суштества постои нешто што ги води. Птиците, например, летаат илјадници километри и сепак се враќаат на истото место. Слепиот глушец, иако слеп, може да прелета меѓу железни решетки, а да не ги допре. А велат дека е невозможно да се изгуби припитомен глувчар. Дали единствено човекот е препуштен на себе, без никаква внатрешна насока? Дали затоа милиони секојдневно се обраќаат на хороскоп за водство или на врачари, на оние што читаат од дланка, од листов чај или од кристална топка? Дали затоа сме подготвени да следиме водач, дури иако водачот не знае каде оди? Може би некој од вас слушнал за писателот Брус Бартон, но може би не сте слушнале за неговиот татко, кој исто така се занимавал со пишување. Вилијам Б. Бартон. Еве еден негов бисер, токму онаков како што го напишал. Бевме во Египет, јас и Кетура, и наидовме на магарци и камели. Од сите животни камилата е најглупава, најгорделива и најсмешна. И многу држи до себе. Гледавме низ 5 камели во еден караван, секоја врзана за камилата пред себе, а првата имаше јарам врзан за седлото на едно магаре. Му се обратив на еден арапин, собственик на камилите, и прашав како му успева тоа. Тој еве што одговори. Секоја камила оди по она пред себе и не се буни, а јас одам одзади и ја терам последната камила. Па зар првата камила не гледа дека пред себе нема камила, туку само магаре, прашав јас. Не, одговори тој, зашто првата камила е слепа и знае само дека некој го влече нејзиниот јарам. А секоја друга ја следи неа, а јас ја терам последната. Потоа прашав за магарето. Магарето е глупо за било што друго освен да оди право, а често минува по овој пат. Ете, реков на Кетура, тоа е слика на човечкиот живот и начинот на кој луѓето со векови се следаат едни со други, зашто само малкумина ќе сторат спротивното од тоа што е пред нив, а луѓето слепо одаат напред, секој по таа територија на оној што веќе поминал по истиот пат. А што е со водачот, праша Кетура. Тоа е секако најчудната тајна на историјата, зашто често оно што изгледа како водач е на задниот дел на целата поворка. Дали е потребен коментар, почитувани? Лесно да се следи привлечна личност, некој кој ласка и не прави да се чувствуваме убаво и добро. Но тој сладкоречив водач може да биде исто така слеп како камилата што ја следи, а магарето може да води право во јарак или дури во провалија. Оно што нам ни е потребно, да имаме вистински пророк. Пророкот некогаш се викал виделец, оној што гледа. Пророк е човек избран од Бога да им биде
око на луѓето. Соломон, мудриот човек, вели: кога нема видение, народот се распрснува. Проповедник 29 глава 80 стих. Слушајте го и ова. Верувајте му на Господа вашиот Бог и ќе бидете силни. Верувајте на неговите пророци и ќе бидете среќни. Втора Летописи 20 глава 20 стих. Верувајте им на пророците. Зар не е подобро да одиме насумничиво сами по себе по пат кој ни се чини прав? Но некој пат му се чини на човекот прав, а крајот му е пат кон смртта, вели Соломон во Проповедник 14:12. На древниот Вавилон не му требал пророк, особено не оној што зборува во име на Израилскиот Бог. Зар вавилонските богови не биле мокни од сите останати богови? Зар мокниот Вавилон, владетелот на целиот свет, не бил царство што ќе остане вечно? Така мислел и планирал Вавилон. Но Вавилон ќе му треба пророк, и тоа наскоро. Страшно ќе му биде потребно да има пророк. Царот ќе сонува чудни соништа и ниту еден од тие негови советници нема да може да ги толкува. Една рака ќе напише огнени букви над зидот на царската палата. И никој освен Божиот пророк нема да биде способен да ги толкува тие пламени зборови. Илјадници километри далеко од гордиот град растел висок и прав дечко, не сонувајќи што Бог планира да стори со него. Се прашувам како изгледал. Се прашувам дали со татко му пуштал змејови во мајскиот ветар. Не знам дали татко му го учел вистината што еден ден Вил Карлтон ја преточил во овие стихови. Дечиња што пуштаат змејови, ги фрлаат високо во воздух своите бели птици. Но со зборовите не може така. Морал таткото да го учел дека судбината на човекот може да зависи од неговата способност да каже не. Морало мајката повеќе пати да му раскажувала за Јосиф, за младиот човек, кого љубоморните браќа го продале во робство. Морало да му раскажува како Јосиф, иако далеко од дома, во туѓа земја каде што никој не го познавал, одбил да сгреши против Бога. Да, токму овој дечко морал да има прекрасни родители. И морал да видел и да ја споделува нивната тага поради соседите и пријателите кои, заборавајќи ја својата верност кон Бога, се свртуваат кон безживотни, незнабожички богови и почнуваат да им, на жалост, служат. А потоа еден ден, кога имал 18 години, тоа изненадно се случило. И тој, како Јосиф, бил одведен во туѓа земја, во заробеништво, во туѓа држава. Вавилонскиот цар го освоил Ерусалим, за да ја покаже својата мог и презир кон израелскиот Бог, однел и некои свети садови од храмот. Одвел во заробеништво и некои од најдобрите млади луѓе, млади од царската линија, радувајќи се што ги гледа како наскоро ќе им се поклонуваат на вавилонските богови. Да, токму така, неговото име било Данило. Го натерале да маршира со халдејската војска илјадници километри до Вавилон. Но царот се измамил во некои своји планови, зашто додека војската стигнала до урнатините на древната вавилонска кула, Данило и неговите 3 другари одлучиле да не пристапат на никаков компромис. Тие ќе останат верни на својот Бог по секоја цена. Не требало долго да се чека на првата проба. Царот Навуходоносор одлучил дека најдобрите еврејски заробеници треба да се подготват за служба на дворот. Требало да добијат најдобро образование и како посебна привилегија да јадат и храна од царската трпеза. Прекрасно ке рековте,
може би вие почитувани. Но постоел еден проблем. Храната и виното подготвени за царот прво биле посветени на незнабожечки богови на Вавилон, а јадењето на таа храна се сметало за посебен начин на заедништво со тие лажни богови. Данило и неговите другари не можеле да учествуваат во тоа, а да не се одречат од небесниот Бог. Постоел уште еден проблем. Овие добри млади луѓе научиле дека обичната храна, без премногу зачини, им овозможува чисти мисли и подобро здравје. А секако, ако сакаат да се спротистават на искушенијата ново изопачен град, ќе им треба бистар, односно остар ум. Вистина, ова изгледало како ситница, неважна работа. Зар не би било поважно, барем на почетокот, да не го навреда царот со одбивање на неговата наклонетост? Но Данило и неговите другари разбирале каде води сето тоа. Данило во име на сите тактички замолил да им дозволат да јадат обична храна на која биле навикнати и успел во тоа. Резултатот секако бил нивните витки и разумни образи. Тоа се видело на нивното лице. Извештајот за тоа го читаме во прва глава од книгата на пророк Данило. Така започнало нивното образование во туѓа земја. И додека учеле халдиски јазик и се подготвувале за позиции на Вавилонскиот двор, Бог го подготвувал Данило да биде негов пророк. Зошто Бог му бил потребен пророк на Вавилонскиот двор, тој голем центар на паганската религија? Што Бог имал на ум или намера? Прво, Бог го сакал Вавилон исто како што го сака секој покварен град. Го сакал неговиот горделив цар. Видете, почитувани, Божјата намера била Израел да биде светлина за другите народи. Но Израел многу паднал. Дури и самиот Израел сгрешил и тргнал по тие лажни забранети богови. Бог сакал секако Вавилон да дознае каков е живиот Бог. Сакал ова незнабожечко престолништво да види дека тој не е како нивните богови што треба да се подкупат или умилостиват. Тој е Бог на љубовта, сведок на се што се случува со неговите деца. Тој е Бог кој е подготвен лично да слезе за да ги ослободи или да оди со нив низ оган. Книгата на пророкот Данило е книга која не зачудува и не восхитува. Полна е со разни избавувања. Раскажува како Бог го спасил Данило од гладните лавови и неговите другари од огнената печка. Раскажува како Исус ќе дојде да го спаси својот народ од гревот. И секако зборува за времето што доправа доаѓа, кога Божјиот народ ќе биде спасен од најлошите неволи што дошле на овој свет. Разбирате ли, почитувани, зошто е важно и вие лично да ја разберете книгата на пророкот Данило? Може ли нешто друго подобро да ве подготви за кризата со која наскоро треба да се соочиме? Кажете ми, дали би имале храброст да стоите како Данило и неговите другари сами, ризикувајќи да се соочите со царството, со царевото незадоволство и дури да го загубите вашиот живот? И уште едно прашање. Ако Бог сакаше да ве подготви за криза, што мислите што би направил тој за вас? Може би ќе речете, предпоставувам дека би ме ставил на некои мали проби. И сосема сте во право. Зашто видите, токму тие мали проби покажуваат какви ќе бидеме во моментот на голема криза. Така ќе создадеме навика и тогаш сигурно нема да ја менуваме. Дали Данило и неговите другари паднале на првиот испит, што би се случило кога би паднале? Веројатно никогаш немаше да слушнеме за пророкот Данило или за неговото избавување од гладните лавови. Ниту пак секако ќе слушневме за тројцата негови другари и Божјиот син што бил со нив во огнената печка.
Овој свет и Вавилон, вие и јас, многу би изгубиле ако тие паднале на првиот испит. Ние сме побогати и Бог е побогат заради четворицата млади кои имале храброст да кажат не. Понекогаш нема подобар начин да соработуваме со Бога во оваа голема борба што се однесува на сите нас. Господ нека не благослови и нека ни помогне во тоа. Патуваме со огнен дух, со молитва на устните, нова надеж пак се раѓа, нова песна пееме. 2000 се години од кога плам се запали, срца чекат, воздигнуваат, очекуваат будење. Нека пламен гори, мракот да го снема, ноќта да се смени в ден, гласно нека речи, љубов да не сврзе, нека сјај, нека сјај. Ке носи ме со љубов мир, за Исус ке говориме, за да дојдат грешни и празни, за да чујат добра вест. Нека пламен гори, мракот да го снема, ноќта да се смени в ден, гласно нека речи, љубов да не сврзе, нека сјај, нека сјај. Нека пламен гори, мракот да го снема, ноќта да се смени в ден, гласно нека речи, љубов да не сврзе, нека сјај, нека сјај. Нека пламен гори, мракот да го снема, ноќта да се смени в ден, гласно нека речи, љубов да не сврзе, нека сјај, нека сјај, нека сјај, нека сјај, нека пламен гори, нека пламен гори, нека пламен гори. Еве не на крајот, драги пријатели, драги гледачи, на ова наша денешна емисија. Пред да се одјавим, би сакал денес да ви понудам светописмо на српски јазик. Сите вие кои сакате да имате колекција на преводи, еве извонредна прилика и можност. Библија значи на современ српски јазик, светописмо. Доколку ни пишете на нашата адреса, ние ќе ви испратиме по пошта на вашата домашна адреса. Доколку сака да изучувате Библијата по дописен пат, сега е прилика да ја видиме рекламата за дописната библијска школа. Одиме сега на самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата
Имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Полека дојдовме до самиот крај, драги гледачи, на ова наша денешна емисија Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта и на нашата Facebook страна Адвентистичко радио Глас на надежта. Благодарам што бевте денеска со нас, ви посакувам убав ден, Господ да биде со сите нас и ви закажувам нова средба во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.